Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американските медиуми наведуваат дека одделот за правда започнал криминална истрага за случајот во кој најголемата банка во САД загуби $2 милиарди во рискантно берзанско тргување. Од другата страна на Атлантикот, грчката политичка криза ги потресе европските пазари и се заканува да ја поткопа еврозоната. Следат најновите вести. Американскиот оддел за правда започнал криминална истрага за случајот на $2 милиарди загуба во тргувањето на инвестиционата банка JP Morgan Chase. Во меѓувреме, главниот директор на банката, Джейми Даймон, го преживеа гласањето за доверба на синокешниот состанок на акционерите, кој го поддржаа дури и исплаќањето на неговиот дел од заработувачката од $23 милиони за минатата година. Даймон жестоко се противи на поголема регулација на финансискиот сектор од страна на државата, а председателот Обама се залага за спротивното. Грчкиот председател Каролос Папулјас се среќава со партиските лидери во обид да се формира преодна влада која ќе ја води земјата до новите избори во јуни. Вчера пропадна уште еден обид големите партии да формираат влада, откако изборите не донесоа јасен победник. Политичката криза во земјата се одрази врз европските пазари и се закани да ја поткопа еврозоната. Лидерите на Европската унија веќе порачаа дека Грција нема да добие следна рата финансиска помош, ако не се придржува на планот за штедење и намалување на долгот. Панел експерти повикаа на федерално одобрување на домашни тестови за вирусот ХИВ, кој е причинител за СИДА. Администрацијата за храна и лекови ги уважи препораките и корисниците ќе може да го купат тестот Ораквик во аптеките во блиска иднина. Тестот содржи бриз од уста и дава резултати во рок од 20 минути. Ветеранот Тим Данкан со 26 поени и 10 скокови имаше најголем учинок за победата на Сан Антонио Спурс врз Лос Анджелес Клиперс со 108-92. Во првиот надпревар од серијата најдобар во 7 во полуфиналето од западната конференција. Мајами Хит беа изненадени на домашен терен од Индијана Пейсерс со резултат 98-95. Меѓусебната серија е 1-1. Денес ке играат Лос Анджелес Лейкерс, Оклахома Тандер и Бостон Селтикс, Филаделфија Сиксерс. Во продолжение на News Flash, Чикаго ќе биде домаќин на самитот на НАТО на 21 и 22 мај. И додека лидерите на Алијансата се подготвуваат за дискусии за идната соработка, демонстрантите во ветровитата метропола планираат протести. Джейкоб Кеја, кој е од Чикаго, со нетрпение го очекува самитот на НАТО, но не поради користа за локалните бизниси и промоцијата во светски рамки. Тој сака да го искористи присуството на државници и медиуми од цел свет за да го изрази своето незадоволство. Многу луѓе се гневни на начинот и правецот во кој се движи светот и ваквите меѓународни глобални мрежи. Кеја и неговиот пријател Гейби Гастер планираат да се приклучат на илјадниците кои на првиот ден од самитот ќе кренат глас меѓу останатите нешта и против глобалната економска нееднаквост и воената мисија на НАТО во Авганистан. Организаторката на протестот, Ненси Розенсток, се надева на голема излезност. Се обидуваме да ја прошириме веста за протестот колку што е можно повеќе. Ке дојдат луѓе од други градови со автобуси. Ке ги образуваме за улогата на НАТО, за тоа што НАТО прави ширум светот. Чикашката полиција воведе полициски час за некои јавни места и забрани поставување на шатори по неодамнешните протести на чикашкиот огранок на движењето Окупирај го Wall Street, но градот даде дозвола за демонстрациите на 20 мај. Кршењето на законот и предизвикувањето на насилство, тоа не е на мојот дневен ред, вели Джейкоб Кеја. Немам голема корист од тоа да ме уапсат. Напротив, само ќе наштети на нашата активност. Ќе излезам на улица за да го свртам вниманието на јавноста и да ја пренесам нашата порака. Истата порака што Ненси Розенсток ја има за оние кои планираат да дојдат во Чикаго за самитот на НАТО. Планираме да организираме мирољубиви демонстрации. Демонстрациите сепак ќе се одвиваат под будното око на полицијата во Чикаго, засилена од други државни и федерални агенции кои ќе се грижат за редот и безбедноста за време на самитот.
САД се единствената земја во светот која се квалификуваше со максималната квота од 16 мечувалци за Олимписките игри во Лондон во јули. Освен на физички, се подготвуваат и на психолошки план. Во продолжение, како умот да остане остар колку и мечот. Назинга Прескот тренира во клуб за мечувалци во Њујорк. Оваа студентка на Универзитетот Колумбија почнала да се занимава со спортот на 9 годишна возраст. Се обидува да ја контролира возбудата пред Олимпијадата. Не сакам да размислувам за Олимпијадата, затоа што ми паѓа концентрацијата. Гледам на неа како на уште едно надпреварување од многуте. Тоа ќе ме смири за да можам да мечувам. За незиниот колега Джеймс Вилијамс, Олимпијадата го истакнува психолошкиот аспект на спортот, затоа што игрите се одржуваат не толку често, на секои 4 години. Сите сме на извонредно физичко ниво. Останува уште да ја зацврстиме психолошката подготвеност. И Баки Лич, тренерот на Назинга Прескот, го истакнува психолошкиот фактор во мечувањето. Предупредува, преголемата желба да се задоволат членовите на семејството или тренерот може да биде штетна за мечувалецот. Нема да ви биде бистра главата. Треба да сте мудри. Премногу размислување за време на надпреворот може да ви направи проблем. Така мисли и Прескот. Многу често мечувањето не е само стратегија, туку и како се чувствувате во надпреварот. Не може секогаш да го испланирате. Понекогаш е реакција што се развило од долгогодишниот тренинг. Очигледно психолошката подготвеност на овие спортисти е во голем дел причината што станале олимпици. А утре во Newsflash, а во време кога течат подготовките за летните олимписки игри во Лондон, првата дама на САД Мишел Обама ја интензивира кампањата за борба против прекумерната тежина кај децата. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, олимпијците со Мишел Обама, неколкукратни освојувачи на медали во кампања против дебелината кај најмладите. Гледате во четврток во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме утре.